Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добро дојдовте во Гласот на народот, неделна доза, која навистина дадовме се од себе да ја направиме најексклузивна и доста приемчлива за сите вас кои не гледате на секаде во светот. Да бидам искрен, направивме напори да имаме три во едно, а тоа е значи цело. А цело е кога имаш се, а тоа е кога ви имам вас. Каде и да сте. Со оглед дека во интерес на времето, со оглед дека сме 45 минути формат, би почнал со една суштествена. Прво да ја поздравам госпоѓата Жанета Естети, која навистина ме освежи со незините раце, што се вика, и ми даде една енергија да дојдам посвеж во емисијата. И благодарам Козметике Естетике, навистина кралица на охридскиот бисер. И во односно на сета ова, верувам дека и вие ќе видите во овие 45 минути расположени да го слушнете и видите се тоа што ви го предлагаме. И благодарам многу на почитуваната председателка Гордана Силјановска, која се одважи и даде вистинска оценка за сите тие кои бараат преку леби погача. Зошто каже еден колумниста во Нью Йорк Таймс на нашите сограѓани албанците, јас ги почитувам, реков дека имам насекаде пријатели и со албанци се гледам секој ден и се дружам, значи имам пријатели доста од сите националности. Со тоа што велам, тој новинар напишал вака: немој да здисуваат албанците каде да се и во Македонија и на Косово, бидејќи дадовме многу. Ако претерат, ќе го земеме тоа што им го дадовме. Ова е коментарот на пречениот новинар на Нью Йорк Таймс, Едварс, и кој, еве, јас не сакам со ништо да додадам на сето ова, имајќи факт дека навистина скромноста е секојаш фрлина. Балансерот или тоа фамозно што беше никаде во светот нема балансер, да се вработиш без компетитивност. Те бива, не те бива, знаеш, не знаеш, писмен, не писмен, полуписмен, ти мора да бидеш. Јас го поздравам господинот Меджиди кој рече: па што ако сме албанци, не мора да значи да сме на функција. Нам ни треба, ако има добар и квалитетен кадар, едуциран кадар, зашто да не? Нигде во светот, кај да одите, че одите Германија, Франција, Америка, таму не прашува што сте по идентитет. Кој ви е националниот предзнак или националното обележје. Но, еве, да ја слушнеме госпоѓата Гордана Силјановска и веднаш враќам студијата. Сите одат во болница барајки здравствена помош, а ние одиме со страв дека оттамо нема да се вратиме. И па да се запрашаме зошто е можеби тоа така. Да се запрашаме дали на вистина лекарите се таму оние кои што се најдобрите и се разбира што е најважна одговорноста. Да, почитувана председателка, ви благодарам многу. Функција не се добива, не се бара од милост. Милост нема, никој не е сакат, Боже да против, се бара по знаење, квалитет и заслуга. Заслуга кој работи со години, дава резултат во државата со години, како и мојата маленкост. Со децени работам и се уште чекам ја некоја позиција. Но тука нема балансер. И ја треба се пожелам за неправичност и неправедност. Дајте ми го другиот слайд, зашто ќе го кажам. Почитуваниот професор доктор Сашко Јовев ми бил гостин. Разговаравме. Никаде во светот нема професор, доктор, кардиохирург, избаркан од работа, и ме подсетува на она време кога професор, доктор кој направил 9 трансплантации на срце, да биде избаркан од работа, да нема место кај да седи, заедно со пациентите во чекална седи, стои, тоа е срамота. Видовме дека на кардиохирургија според јавното мислење оценките изголемена смртноста. Оцени поранешниот министер за здравство. Каде е парадоксот, почитувани? Каде е компетитивноста, што почитуваната секојаш се бори и залага и честита? Верам дека почитуваниот премиер Мицковски го има секако во дознаење и дека таквите кадри
не сме да бидат ставени во чекална со пациентите. Ви се молам. Професор, доктор, ерудит, со најголеми референции. Па каде, господо, наши сограѓани, да се почита тој балансер, да речам. Никаде во светот нема. Тоа е тоа. Македонија и се е можно. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Мораше таму да направам тој линк, зашто и јас исто така се сочувствам. Отино вика, туѓата болка на сопствената кожа не се чувствува. Јас се осетив болката кога господинот Сашко Кедев, кога јас исто не бев приемчлив кај партнерите на Бранко Црвенковски по директива на Али Ахмети морашеве да ме избркат од МТВ, бидејќи сум бил поддржувач на вистината за Македонија 2002-2003 добив црвен картон и мораше да и ме избрка од македонска телевизија. И јас немав кај да седам почитувани. И јас немав столче македонска телевизија. Но затоа мора крај на сето ова безредие. Тоа што е безредие, беззаконие, невреме, по Божија промисла, да речам, не промисла, за жал, не можам тој збор да употребам, невременските непогоди што ја погоди нашата пријателска држава Соединените Американски држави, а каде живеат преку повеќе од пола милион македонци, особено во најубавиото место Флорида, кај што навистина пензионерите својот дел од животот во третата доба сакат да го поминат и еве ги снајде едно големо невреме што го вика Тони Сторм и таму се наоѓа и нашиот драг македонски фундамент, да речем, за македонската диаспора и македонизмот, Ѓорѓе Атанасовски, кој го имаме во живо, тој е од Дејтона, меѓутоа тој е речиси повеќе од половина век во Америка. Еве, да го вклучам со оглед дека нашата тема денешна е председателските избори во САД, кон кого се приклонува македонската диаспора. Господине Атанасовски, добро вечер и добродојдовте во Гласот на народот. Добро вечер на сите македонци кои што ја слушаа емисијата. Ги поздравувам, кај да се најдува во светот. Ние сме сите македонци и треба да се почитуваме меѓу нас. Така. Јас спомнав, може да видовте само најкусо таа парадоксалност или циркус максимус, дека се е можно во Македонија се ќе најдеш, најексклузивно. Од такви октрирани договори, од вакви балансери и така натаму, што на планетата Земја не може да се најде. Само од најкусо, како вие го коментирате овој парадоксален случај? Преку ли ви погаѓа? Нема што многу да дискутираме, разбираш ли, мора ние да ги бркаме работите позитивно, кај да сме и да работиме, разбираш, пред се, разбираш, ако сме македонци за Македонија и што е можно да помогнеме, разбираш, во сите области, онамо кај што е најдобро и најефикасно. Дали требаат професори, доктори на науки да бидат избркени од работа, бидејќи некому не му се допаднало. И за ова е на интересна ситуација според информациите кои да ги добив. Истиот професор доктор, зошто бил земен ставен на да речам, беше не персона нон грата, бидејќи истиот не дозволил илјадници евра, 100.000 евра, да не се излеваат во други болници, како во државата, така и надвор, во делот на кардиохирургијата. Дали тие луѓе треба да се наградат или да се казнат? Ја мислам сите оние што можат и предонесуваат за државата, не би требало да се казнат, тие треба да се наградат ако се брка работата како што треба. Но кај нас има некои други работи кои што не функционира како што треба, и правосудството, па и еве гледам и разреши во медицината, така да мора да се стави ред ако сакаме да видиме на држава која што ќе бидеме почитувани. Ви благодарам за се тоа, но контекст на се тоа, да бидам искрен, еве и добрите информации, да, тоа беше слайдот што го побарам благодарам Ивана. Тоа јасно, ова е фелата на докторската фела кај што остро осудуваат предначниот министер за здравство кој едноставно го избркал професор доктор Сашко Јовев. Ова не случајно го акцентирам, да не станува случај да се повторува, бидејќи ова е скандал на сите скандали. Но, убави вести што пристигат почитувани, тоа е од нашата стратешки исто партнерска држава, тоа е Германија, која господинот Олаф Шолц упати порака дека Македонија
има зелено светло, така да констатирам, дека не се затвараат портите во Европската унија. Што значи, тие душогрижници кои на еден шверцерски начин успеале без волја на народот, без волја на опозицијата тогашна, да донесат еден многу контроверзен документ, познат како француски, германски проект, или ти речем бугарски или тат. Но како и да е, многу е битна дека оценката дека Европската унија мора час поскоро да се интегрира. Без Западен Балкан, Европа е празна. Господин Атанасовски, значи ли тоа дека не може да се оди со баци кондура, баци рака и со скршена кичма, свиена кичма напред? Или клиентелизмот треба и натаму да биде априори? Ја мислам овда што го спомна ти, така треба малку и Европската унија да се преиспита. Стално кажува сега чекајте до 14 година ќе влезите ваму таму. Што е проблемот, јас не знам, али тие самите себе не знам, се конфузирани што треба и како треба да се обедини целата сите европски држави. Наравно и на Балкано. Што побрзо се интегрира целиот Балкан ќе биде многу подобро за Европската унија. Секако. Ако тие само предвидува една да примна, друга да не примна, ја мислам тоа е една од најголемите грешки кои што тие го има направено и од почетокот и сега. Да. Секако Берлинскиот процес е многу битен како настан и кој секако испрати порака силна до сите држави од Западен Балкан, вклучувајќи Македонија, што премиерот Мицковски ја доби лично од германскиот канцелар. Господин Атанасовски, за речиси 20 на дена се очекува настан на годината во Соединените американски држави, тоа се претседателските избори кои ќе се одржат на 5 ноември. Важите за еден авторитет во Соединетите американски држави, бидејќи вашата блискост, како што беше се уште со семејството на Џорџ W. Буш, но евидентно и со актуелниот кандидат за претседател, тоа е Доналд Трамп. Вие сте многу блиски пријатели, тоа е вашиот син Мајкл, со синот на Доналд Трамп, тоа е Доналд Трамп Јуниор. Што ќе додадете за овие избори? Ја мислам Доналд Трамп ќе победи на овие избори и ја мислам победата негова ќе се одрази многу и на светската положба и работи кои што во овој момент не се онака како што треба. Нас ни треба човек како Доналд Трамп, затоа што единствен човек или претседател на Америка кој што не отвори војна во светот, тој беше Доналд Трамп. И ја мислам та истата политика тој ќе внеси по неговото второ доаѓање во државата да биде претседател, а на целиот свет му треба денеска мир. А тој мир, јас мислам, само може тоа да го направи Доналд Трамп, затоа што тој докажа за 4 години кој што беше тука во Соединените американски претседател, ги запре војните секаде во свето и беше доста позитивно, ме разбираш, економски и други стратешки работи кои што ги внесе во неговата администрација. Ја мислам, со неговото поново идејне, свето, ме разбираш, ќе добија еден човек кој што е човек, јас мислам, за мир, кој што ќе соработува, ме разбираш, со сите други претседатели и со источните земји, со Путин, па и со човек од Кина и други лидери што се во свето, кој денеска е многу важно работите да се и тока да се слези долу и за да можеме, разбираш, во светот да функционираме како една светска заедница. Како и да е, значи со оглед дека видовме и темата што ја преферирав, тоа е претседателските избори во САД, кон кого се приклонува македонската диаспора. Што би им порачале на македонците таму, реков дека се повеќе од половина милион. Како да се изјаснат на претседателните избори? Ја мислам секој македонец што и мисли на Македонија, разбира би требало да го даде својот глас за идниот претседател Доналд Трамп, кој што вистина, ме разбираш,
е човек за мир, а кој што исто ме разбираш има помогнато, ме разбираш за Македонија во неговото време. Одиме со джингл ако ништо повеќе. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Како и да е, че имаме пораката на крајот на емисијата, почитувани, со оглед интерес на времето многу теми предолижав за вечерашната емисија. Утре се навршуваат години на заминувањето од овој прибрежен живот сега на нашиот ангел Тошо Проевски, кој навистина не обврзува, како што реков прошлата емисија, ама не за како да ја зачуваме Македонија во целост. Тука би замолен само еден краток, да еден дел од неговата песна Цреша и се враќаме и заминуваме веднаш во Вашингтон, каде што имам исто така ексклузивен гостин како господинот Ѓорѓе Атанасовски, а на крајот на емисијата ќе имаме можност да ја слушаме пораката на господинот Ѓорѓе Атанасовски. Останете со нас, одиме со Тошо Проевски. Ден денес ко сонлива песна ќе долета мирис на цреша, кога пролет ќе расцути в поле една цреша што мене чека. Кога мора да одам и реков се што имам и куќа и нива, нека земе што му треба секој, но црешата да ја најдам жива. Што е тоа во луѓето тажно, што живеат во животи туѓи, кој во моето мијато плови, со се мирно, без да се срами. Само веде. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Да, жива емисија, почитувани. Рековме дека 3 во 1 ви предложив и навистина еве и доаѓаме во најексклузивниот момент, а тоа е имаме во живо еден од најпознатите прорепубликански политички стратези и водители на многу познат подкаст од Пенсилванија. Тоа е Џо Манарино и ќе го вклучам за некоја секунда и јас сакам да го замолам господин Жан Станоевски, верам дека не слуша, тоа е нашиот преведувач и мојата секој ќе речам десна рака кој несебично дава поддршка за реализација на ова прекрасна емисија, да биде поексклузивна. Екипата не следи, че го реализирам на англиски јазик и ќе најдам на разбирање од ваша страна. Thank you so much, Mr. Manarino, which you join us in our show. So, because really, I say in my introduction, what does... Сакам да ви го пренесам што значи учеството во нашата емисија ваша. Тоа е привилегија, бидејќи ви сте многу познат лик како прорепубликански настроен и партнер во кампањата на Доналд Трамп. Исто така многу познат новинар и собственик на подкаст во Пенсилванија. Можете ли да ни кажете нешто за вас? Уште еднаш добре дојдовте во нашата емисија. Yes, thank you. Ви благодарам
што може да сум со вас. Чест ми е. Не работам директно со кампањата на Трамп. Јас сум фандрейзер за Републиканската партија, учествувам во кампањи, во сенатски и конгресни кампањи низ целата држава. И оно што го гледаме во САД сега е тоа што луѓето на вистина се посочени кон избори, 6-7 месеци веќе не можеме да кажеме што конкретно ќе се случи на изборите. И во последните 19 дена, во овие последни 19 дена, луѓето се веќе со отворени очи, се будни, се спремни да гласаат и моментумот се промени целосно во Америка. Од трка во која што Камала Харис се чинеше дека ќе биде фаворит, споредено со Доналд Трамп, кој што ќе биде еден вид следбеник и каде што имаше разлика во колебливите држави од 10%. Значи сега гледаме дека ако имаме чисти избори, добри избори, ќе видиме дека Доналд Трамп ќе биде тој кој што ќе победи чисто. Јас сакам да ви благодарам исто така и за нашиот пријател заеднички Јо Бурник, со кој што заеднички во 16-та година, кога почнав да ја поддржувам кампањата на Трамп, и тој ни помагаше исто така како советник, и тоа беше многу инклузивно, интересно интервју како со вас сега, така да знаете дека во Америка имаме речиси половина милион македонски граѓани, односно македонци по род кои што би учествувале на изборите. Ако може да ни дадете неколку информации пред ова прашање за нашите гледачи. Ние пред нас се само 20 дена до едно од најсудбоносните избори во САД до сега. Од една страна ја имаме Камала, која е попозната како неспособен граничар во администрацијата на Бајден и која е одговорна за масовниот прилив на илегални мигранти во САД. Како што е познато, во моментов во САД има повеќе од 20 милиони мигранти. Таа е исто така позната како кандидат кој избегнува интервјуа и тешки прашања од медиумите. Бевме сведоци на неодамнешен скандал во главните медиуми во незиното последно интервју во трајање од 60 минути, кое подоцна беше преобработено во CBS News, за да се избегне незиниот конфузен вокабулар. Таа е слаб кандидат за економија, познавач на економијата слаб, при што имаме најголемата инфлација во САД и поради администрацијата на Бајден и Харис во моментов сме на работ на Трета светска војна на Блискиот исток, а од друга страна го имаме Трамп, кој преживеа 2 обиди за атентат, кој најавува жестока антиимиграцијска политика, кој е успешен бизнисмен и е единствениот председател на САД кој никогаш не започнал војна. Господин Манарино, вие сте многу активен на социјалните медиуми, вашата платформа за подкаст исто така. Што може да ни кажете за политиката на Трамп и да ни дадете некои објаснувања за некои од неговите политики и агенда? Накратко. И да ни дадете увид на тоа како оди кампањата на Трамп. Повелете. Да, секако напомнавте дека Трамп има жестока антиимиграцијска кампања. Не е тоа антиимиграција, тој не е антиимигрант. Човекот е антиилегален борец против мигрантите. Во сите овие програми на САД има мигранти од Македонија кои што доаѓаат во државата, но тие доаѓаат преку легални патишта, преку процеси каде што чекаш за виза, каде што аплицираш во твојата земја и поминуваш нелегална процедура. Оно што го гледаме последните 4 години е да тие ги на Бајден и Харис администрацијата навистина мораме да ги обвиниме дека тие се одговорни за граница. Тие ги отворија границите за да бидат слободни, за влез за сите влез. Ако сакаш да влезеш, едноставно ќе поменеш преку Дариен Гап, Памана, Мексико и ќе најдеш место на границата, ќе влезеш. Доналд Трамп сака да води политика со која што ќе се запре
напливот на границата треба веднаш да се запре, затоа што имаме, не знаеме колку се, некои велат 12, некои велат 20, некои 30 милиони илегални странци кои што живеат во државата сега и под оваа администрација. Значи, тоа се мигранти, бројките се највисоки. Секоја недела слушаме за некој кој што е повреден, некој кој што е силуван, кој што е убиен од луѓе кои што не би требало ни да бидат во државата. Број 1 кампањата на Трамп е сега да се запре нелегалната миграција и да се исконтролира миграцијата. Втора би била економијата. Ние страдавме прилично во последните 4 години како американци од инфлацијата. Таа беше многу висока и тоа беше болка еден вид за економијата која што навистина не можеме да ја разбереме ако не го разгледаме. Кога Доналд Трамп го напушти 1,5 беше галон бензин. Сега е дупло или двојни. Цените во продавниците и така инфлацијата исто така не рефлектира се оно што имаме како проблеми во државата. Така решавањето на прашањата во економијата и решавање на миграциите и обезбедување на границата, тоа се трите нешта кои што Трамп ќе ги влече и води сега. Имаме и надворешната политика, тоа се сосема друга приказна, но надворешната политика на Трамп е најсилната, се нарекува Америка прво, и тоа се двете значи изрази кои што ги користеше и Реган, значи тоа го видовме од 2016 до 2020, немаше војна во Украина, немаше војна во Израел, немаше војна никаде. А одеднаш Трамп ја мораше да напушти Белата куќа и кажа дека повторно се враќаат возрастните, значи под наводници возрастните влегуваат во просторијата и се расипа. Вие сте во Пенсилванија, каде што се случи овој инцидент. Јас започна со вас дека имавме друга политичка партија која што се презентираше таму на почетокот на мојата емисија. Тоа го кажав дека бев сведок на оно што се случи на претседателските избори кога електоралните коледжи која ексклузивно 96-та година ги следев изборите помеѓу Бил Клинтон и Боб Дол. Потоа во 2000-та година помеѓу Џорџ Буш и Ал Гор и потоа меѓу Мит Ромни и Барак Обама. Но го чувствувам пулсот многу блиску на луѓето и велат, луѓето се многу сериозно загрижени затоа што нивните гласови одлучуваат каква ќе биде нивната судбина. И сакав да ме прашам, последните анкети укажуваат дека рейтингот на Трамп во сите колебливи држави прилично расте и Камала паѓа, не успева кај латино и црните гласачи да успее да ги привлече. Што е тоа и зошто е тоа така? Што мислите? Затоа што многу од од тактичарите и советниците сака да кажат Камала Харис автоматски ќе ги добие гласовите на црнците, дека бидејќи таа црна тоа не функционира, тоа автоматски не ги добива гласовите на црнците затоа што таа има проценти на црн. Тоа е од Индија потекнува, но латино граѓаните тие ги сакаат истите нешто што ги сакаат другите, се сакаат држава која што ќе биде просперитетна во Америка, американскиот сон, како што ние го сметаме, не е веќе таков како што беше порано. Така да ако си црн, ако си латино, ако си бел, без разлика, не можеш да го постигнеш оно што го сакаш, не можеш да тргнеш напред во Америка под оваа администрација. Така да тоа е тоа што Трамп се обидува да го направи. Луѓето се сеќаваат за прв пат по долго време, можете директно да споредите двете администрации, ги имавте Харис и ги имате Бајден, кои што 4 години владеја, видовте што се случи, гледате резултатите, гледате какви се вашите макарски сметки, гледате како надворешна политика се одвива и гледате индустриите какви се и потоа можете да се навратите назад пред 4 години како беше ситуацијата кога Трамп ја напушташе канцеларијата и се сеќавате како беше вашата сметка во банката, како изгледаше светот и како надворешната политика изгледаше и можете да направите споредба и можете да кажете дали го сакам ова или го сакам она кој што го имавме претходно. Одговорот ќе биде дека ако личноста ја сврлите, не мора да размислувате за личност на Трамп, не мора да размислите за личноста на Камала. Едноставно што треба да мислите е што
кога беше подобро за мојата фамилија, кога беше подобро за мојата економија. Секое лице кое што искрено ќе ви одговори на ова прашање ќе се наврати на лицето Доналд Трамп и ќе гласа за него. Значи има луѓе кои што го прават тоа. Тие се, да речеме, демократи долго време, заради некои причини сака да биде Харис президент, но тој број опаѓа. Тој број многу брзо опаѓа и гласачите во колебливите држави кои што влегуваат во партиската политика, кои што ги гледаат резултатите, одговорот е Трамп. Да бидам искрен, привилегија беше за мене за новин кога пред 44 години масовните медиуми гледаме дека има недоразбирање помеѓу Бајден и Камала, но прашањето за Македонија ви било така важно. Не има повеќе од половина милион македонци, потекло македонци во САД. Гледаме дека пулсот во колебливите држави, Пенсилванија, Мичиган и Висконсин и рейтингот помеѓу двата кандидати е многу блиско. Ние имаме многу голема македонско-американска заедница во Детройт и Мичиган. Што мислите што ќе значи уште еден мандат на Трамп за македонците во Мичиган? Ме молам. Македонците во Мичиган имаат важна улога пред себе, затоа што сега Мичиган е колеблива држава, не знаеме кој ќе победи во Мичиган. Знаеме дека има големо движење во Мичиган, се вика непосветено, нерешено, а и тие се лути на Камала затоа што не ја сакаат тоа што го направи со Израел, тие сакаат да има поинаков став во споредба со Израел, кон Израел и затоа велат нема да гласаме за Камала, нема да гласаме за никој. Значи тоа остава вакуум и ако македонските американци ја увидат ситуацијата со двата кандидати го одберат Трамп на добар начин, тогаш може работата да се заврти во правец на добро за Трамп и македонците може тоа да го направи. Верувам дека ако ги погледнат резултатите во колебливите држави, ако видат како нивниот живот да се подобри дури и ако се од повисоката или средна класа, тие имаат истите молки, се борат за истите работни места, се сакаат сите исти нешта кои што сите ги сакаме и тие ќе треба во голем број да излезат и да гласаат во тие колебливи држави. Видите, во колебливите држави е главната поента, тие ќе играат многу важна улога за да се добие Мичиган за Трамп. И ако го успееме Мичиган да го добиеме за Трамп, ќе биде многу тешко да не ги добиеме изборите, значи ќе биде многу во правец на добивање на изборите. Јас знам дека нашата емисија ги следи вашиот портал X, имате 500.000 следбеници кои што ја следат вашата вебсайт, вашата привилегија е за нас, па можеме во живо да бидете дел од нашата емисија. Сепак, еден од големите македонско-американски патриоти, Крис Павловски, кој е основач на компанијата Rumble во САД, е многу голем поддржувач на Трамп и тој е дел од неговата кампања. Тој беше во Македонија пред неколку месеци, се сретна со наши високи политички представници, со премиерот Мицкоски и нашата председателка Силјановска. Дали Македонија и Европа ќе имаат некаква посебна корист од новиот мандат на Трамп? И благодарам Ивана. Имаме друга слайд да го презентираме на гледачите и неколку слики за нашите македонци кои што се пријатели со Трамп. Да ни одговорите за тоа со господин Павловски, молам? Да, господин Павловски, го сакаме тоа што го прави со Рамбл, тоа е многу важно. Но кога говориме за Украина, за европската ситуација, Македонија, се сведува на Украина. Ако Трамп биде избран, руско-украинската војна многу брзо ќе биде завршена со решение каде што додека Харис ќе продолжи политиката на Бајден, ќе испраќа пари и ќе се надова на некој начин ќе заврши тоа по некој чудо. Кога ќе влезе Трамп, единствениот кандидат кој што може да каже сега дека ќе ги седнат двете страни на маса и пред да кажеме дури да седне во председателското столче, тој ќе дојде до договор помеѓу Путин и Зеленски. Што тоа значи за Македонија и за Европа? Тоа значи све, затоа што оваа војна не знаете што ќе се случи, не знаете кога ќе ескалира уште повеќе. И ако ги гледаме од честна перспектива работите, со Камала уште 4 години, ќе продолжи уште 4 години, ќе имаме војна во тој регион, барем до 28 година. Трамп тоа ќе го заврши и мислам дека е конкретна разлика и тоа ќе помогне со енергетските цени во Европа.
цените на енергенциите, инфлацијата во Европа што ги мачи државите, а кога Трамп ќе заврши таа војна ќе доведе до стабилност во државата, работите ќе се подобрат многу брзо за целокупниот континент Европа, за Македонија и насекаде, особено во Украина и Русија исто така. Да, со задоволство можам да кажам дека Павловски е еден од нашите горди представници таму, затоа што Македонија на овие избори може да очекува вообичаено поголем успех и бенефити, предности, затоа што Трамп и самите кажувате и потврдувате дека го познавате состојбите со Трамп и покажа слики од со вас и со Трамп. Сите знаеме дека Трамп е единствениот председател кој што никогаш не започна војна, а неодамна изјави дека ако победи на изборите ќе ја прекине руско-украинската војна и војната на Блискиот исток. Што мислите за тоа? Дали нешто може да додадете? Исто така знаеме што се случи со двете Кореи помеѓу Северна и Јужна Кореја. Израелската војна во Газа е многу тешка за преговарање, но ако се сеќавате на крајот на председувањето на Трамп, тој Абрахамовиот договор го склучи со 4 различни држави, така да има можност дефинитивно. Клучната работа е Трамп ќе седне и ќе преговара со тие луѓе. Единствената стратегија на Камала да испраќа пари и да се надева дека ќе завршат работите. На тој начин не функционира. Видиме ситуацијата со Северна Кореја. Трамп треба да продолжи оному каде што застана. Има многу добра шанса да дојде до мир, денуклеаризација со Северна Кореја, додека Камара и Бајден, ако тие би останале, тоа ќе продолжи со политиката на Обама. Не знам што Ким Јонг-ун ќе направи, тоа е друг дел од светот, но може да експлодира работата. Со Трамп тоа нема да се случи. Сведоци сме на еден од најголемите скандали на изборите во САД минатата недела со 60-минутното интервју на Камала Харис, во кое CBS News го преобработи и нејзиниот исказ сакаше да го покрие поради конфузниот вокабулар и се обиде да направи нешто по-председателски. Дали тој скандал ќе ја чини председателската функција? Да го чуеме само за интервјуто. Знаете за ова интервју? Да. Да видиме овие снимки. But it seems that Prime Minister Netanyahu is not listening. Well, Bill, the work that we have done has resulted in a number of movements in that region by Israel that were very much prompted by or a result of many things, including our advocacy for what needs to happen in the region. But it seems that Prime Minister Netanyahu is not listening. We're not going to stop pursuing what is necessary for the United States to be clear about where we stand on the need for this war to end. Многу е реалистично дека тоа е огромен скандал. Може нешто да кажете за овој скандал? Велам дека вие во Македонија сте многу среќни што имате некој што може да ги одговара на прашањата. Ние немаме никој кој што ќе умее да ги преведе нејзините одговори, бидејќи многу е тешко тоа да се направи, затоа што тоа не е ни англиски јазик, тоа е еден дијалект што таа го говори за да звучи дека е интелигентна. Но мислам дека на војните стандарди низ 60-тите минути беше срам. Таа не може да дава одговори за некој и тие додава одговори за да таа изгледа кохерентно. Луѓето разбра многу различно од оно што тоа го каже, тоа не е прв пат. Тоа го прави целата кампања на Камала е таква. Илон Маск вели, оној кој што ќе го контролира профитот ќе го биде Трамп и можеме да додеме стои заклучок и за Камала. Таа е само една вид машина која што говори во некои точки и не знаеш точно што сака да каже. Тажната работа тука треба да разбереш за што говори, кога носи одлуки и кои што влијаат на нашите животи. Ви благодарам за
поддршката очигледно е дека Доналд Трамп доби голема поддршка од милиардерот Маск. Како ја коментирате оваа поддршка? Има да ни покажат овие снимките од Маск. Тоа ја менува ситуацијата. Не знаевме дека Илон Маск ќе биде на ова или на она страна. Со години луѓето мислеа дека демократ, не знаевме што е, но еве се појави и го поддржува Трамп и вели јас го сакам Трамп. Тој излезе милиони долари финансираше во кампањата и тој беше еден од главните поддржувачи во кампањата и мислам тоа ќе влијае врз колебливите држави затоа што Маск е многу интелигентен човек за луѓето кои што се во колебливите држави. А ако Илон може да го поддржува Трамп и ако тој ќе биде награден со дерегулации на некој и дека ќе можеме неговата програма да ја спроведуваме и така натаму. Сакам да додадам нешто за... Да се поврземе повторно. Може ли само еден джингл ве молам? Да одиме со джингл. Окей, go on, please. Но, може да продолжиме. Да, во живо сме. Нешто да дадете уште? Почитувани гледачи, со оглед дека имаме еден технички проблем, тука би замолил, со оглед дека многу е битно, одиме со 5 минути, малце повеќе ќе одиме од предвиденото. Do you hear me? Дали се слушаме? Да, ме слушам. На крајот, кога станува збор за кампањата на господин Трамп, имаме македонски бизнисмени кои живеат и работат во САД повеќе од половина век. Таков е македонецот Ѓорѓија Атанасовски, кој несебично ја поддржува кампањата на Доналд Трамп за победа. Што треба да направат другите македонци кои живеат во САД? Дали може да очекуваме конкретна на 5 ноември, доколку тој победи, историски ден би можел да кажам, затоа што се историски избори не само за САД, туку и за целиот свет. Ако се служувате со мене, можеме ли ми да ни дадете поддршка? Што Македонија може да очекува? Да очекува релаксирање на состојбите во врска со состојбата во Украина, Блискиот Исток, Кореја и така натаму. Насекаде имаме колапс на економиите и така натаму. Политичката клима во Демократската партија е многу лоша. 3 месеци пред изборите номиниравте кандидат за председател. И на крајот, на краиштата, господин Бајден и Камала се многу лоша, креираат многу лоша атмосфера. Како последње прашање, нешто околу тоа да ни кажете, ме молам? Сакам само да се сетиме на што се случуваше во 16-та до 20-та година. Тоа беа други времења. Имавме мир во светот, имавме надеж во Америка, имавме просперитет, нови идеи. Тоа веќе го немаме. Но тоа е истиот човек кој што овие години ви ги донесе, еве го пак се кандидира со повеќе страст од порано, затоа што на овој човек тој мораше дури да претрпи атентат. И тој беше спремен и со куршум во уво да ја демолира длабоката држава и да ги преземе и имплементира агендата 47, агендата Америка прво, повеќе од било кога, така да до остатокот на светот. Чекајте уште 19 дена, овие лудаци кои што ја водат нашата земја ќе бидат готово, ќе го вратиме назад прекрасниот председател, кој што ќе го излече Западот од оваа катастрофа, затоа што ни треба американско лидерство. Светот очекува од Америка и гледа она што ние го правиме, кога ќе види дека луѓе како Бајден и Харис се многу слаби. Тие ли ја водат Америка? Каква надеж имаме за остатокот на светот? Надежта доаѓа наскоро. И благодарам за ексклузивното шоу, Џо, и се надевам дека ќе ни бидете гостин во наредно шоу многу брзо. Благодарам од срце, пријатно. И јас ви благодарам, беше голема чест и мене задоволство. Дедовме до крајот на емисијата, се обидов, навистина дадовме се од себе. Благодарам мојата асистентка Кристина Томич, која беше дизајнер на оваа емисија. Благодарам на Ивана Ногнен, Жан Станоевски,
два пати ќе му речам благодарам, бидејќи наистина даде се од себе интервјуто биде професионално симултано преведено. Еве, почитувани, тоа е темата председателските избори во САД, кон кого се приклонува македонската диаспора. Џо Маниеро, прорепубликанскиот политички стратег и водител на многу познат подкаст во Пенсилванија, реков, човек кој создава не само креира јавно мислење, кој има следбеници пола милион катадневно. Нашата емисија одеше во живо на неговиот портал на X, каде што навистина создаде интерес. Еве, ја добивам доста пораки и звона телефоните и на Вибер, но како и да е, благодарам многу што бевте со нас и ви посакувам пријатни мигови со програмите на телевизија Вистел и во петок ве поканувам исто така на ултра ексклузивна емисија во магазинот со слободната вечер. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.